граѓани со граѓани. Општинската организација на СДСМ подолг временски период предупредуваше, опоменуваше, критикуваше и апелираше дека состојбата во државата од ден на ден станува се поалармантна и дека во сите можни области Македонија назадува со брзо темпо. А граѓаните, ни криви ни должни, ги трпат последиците од таквата состојба, запаѓајќи во очај и безизлезна ситуација. Се разбира, ова е резултат на катастрофалното практикување на власта од страна на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ со сите нивни инсталации од највисоко ниво, па се до раководните структури во јавните претпријатија и институциите во општините под нивни ингеренции. Излезе на виделина дека 100 чекори напред се всушност 1000 чекори назад. Дека ветената преродба е всушност погребување на Македонија, а прокламираниот патриотизам е само борба за задоволување на личните интереси на поединци. Не само што Македонија тоа не го заслужува, туку се контаминира и светото име на ВМРО, безобразно присвоено и украдено од страна на една расипничка гарнитура. Очигледно е се повеќе дека нешто неподносливо смрди во партијата на власт, во која на површина излегува невиден криминал, кој е причина за поголемите внатрепартиски пресметки. Во тоа се увери и Груевски, па сега во обид да се спаси себе си и своите блиски фамилиарно-партиски соработници, измислува некаков нов бран за да стави под контрола нешто што не може да се контролира. Најавата за смена на дури 50% од раководните структури во државата не е ништо друго, туку признание за лошото работење и немоќта да се раководи со државата. За жал, ова трае цели 6 години, а Македонија и нејзините граѓани трпат несогледливи последици. Најавата на Груевски дека во Струмица ќе бидат сменети дури 10 раководители, а 3 ќе бидат под мониторинг, е уште еден доказ дека општинската организација на СДСМ беше во право кога многу пати упатуваше критика на адреса на сите институции во градот кои се под државна капа. Отворено прашуваме: кој ќе одговара за катастрофалното лошо работење во овие институции и кој ќе им ги надомести на граѓаните стресните состојби предизвикани од таквото работење? Бараме јасно и гласно да бидат обелоденети причините за смената на тие раководители. Дали меѓу нив е и раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по последните случувања во Куклиш и по големото незадоволство на земјоделските производители од целиот струмички регион. Ова е опомено на луѓето од власта дека похрабрите го кренаа својот глас. Доколку тоа го сторат и сите други кои во овие 6 години се замолчени, ќе се случи експлозија на незадоволство во цела Македонија. Тоа е така затоа што не е лоша состојбата само во земјоделството, туку и во здравството, економијата, културата, социјалната политика и во сите други сегменти од нашето живење. Господа од власта, со еден бран не се санираат последиците од цунамито што сами го предизвикавте. Овој народ знае дека рибата смрди од главата и дека на Македонија е потребен поголем бран со кој ќе биде опфатен и пастирот Груевски со сите негови послушници. Има една струмичка поговорка која вели: таа мачка што јаде маст, јаде и стап. Не заборавајте дека стапот е во рацете на народот. Ви благодарам.